Добар ден. Добар ден, дечки. Како сте денес? Добре, Натамича. Гледам, спремни сте. Да, Матеј, почнуваме официјално за 5 минути. Ајде да не гледате во празно, да ви споделам тоа што ќе работиме денес. Значи, ова се задачите и насловот на лекцијата. Само сега да ве направам сите да видите додека почнеме присутни, додека сме помалку. Ќе повторувам за сите вас што сте логирани за моите ученици, во секој од вашите групи имате наместено квизови за секоја од лекциите и можете да ги решавате и автоматски ги имам резултатите. Додека не сме почнати, ако некој не може да се приклучи, слободно кажете ми кој е тој и јас ќе го додадам. Кој? Што го решиш Натамича? Не те слушнав. Ај уште еднаш. Што го решиш? Одлично, браво, спробај да ги решиш сите. Јас вече ќе ги видам и ќе ви ги вратам со се коментари на секој од вас тестовите. 26 имав прошено. Одлично, одлично. Имаше грешка во некој од во еден од тестовите, ја коригирав, ќе ја проверам кај вас, па ќе ви кажам кој ќе ги одговори. Еле автоматски ми се радува. Да, знам, така е наместено за да си ги видите одговорите. Но јас можам да ви вратам и коментари на секој од вас, поединечно, за да се видите каде сте сгрешиле, ако сте сгрешиле некаде. Наставниче, денес ќе играме Кахут? Зависи од времето. Мене ми е спремен, ама има уште малку за доработување. Кога толку веќе сакате, ќе направам еден краток, ама еве за наредниот час ви ветувам дека ќе го имаме. Спремете се, наредниот денес нема да имаме, ама наредниот час утре ќе имаме. Таман ќе имаме нешто повеќе материјал. Завршено после претходниот Кахут, па ќе имаме да го играме. Јасно ви е, дечки? Наставниче, како е насловот? Насловот не го гледате во тоа што ви го споделив. Горе го пишува насловот. Дело цело втор час. Значи горе пишува, имате со два жолто, два примери што ги гледате, ќе почнеме со нив да ги работиме. Јас додека почне часот, се надевам дека ќе завршам да ве наместам сите како присутни, за да имаме евиденција кој бил присутен и за да можам да ве приклучувам, за да учествувате на работата со слики. Вчера ми се чини Михаел ми испрати слики од нешто, не е битно од што, од тестови, значи може да работите на тој начин, откако ќе станеме вешти на крајот од идната недела, дозволете да ви кажам првен, на крајот на идната недела ќе ви објаснам како сите по оделенија ќе треба да изработите еден проект, а проектот ќе го изработите така што ќе ви споделам еден проектен документ и сите од своите компјутери дома или од телефони ќе го уредувате тој истиот документ без да се видите еден со друг. Ќе си пишувате со колаборација, со соработка, ќе го изградите проектот. Ќе се договориме заеднички која ќе биде темата, на секоја група посебно, и на крајот ќе вршиме презентација на целиот проект. Таман ќе завршиме со проценти и тоа ќе биде кога ќе завршиме комплетно со се. За гостините тоа не важи, така? Па, бидејќи гостите што се тука, може да присуствуваат во работата, ќе бидат поканети во групата, или пак ќе направам посебна група за нив, за да може да го сработат и тие ако сакаат. Значи ќе биде направена група
во која што ќе може да пристапат, ќе имаат документ споделен на истото место за да може да работат. Повели. Еден по еден не слушам. Катерина Дамев не може да се приклучи. Еве сега видов, сега се враќам назад да видиме. Катерина Дамевска. Наставниче, Повели. на тестот треба скроз да ги тераме до нескратлива дробка на две задачи имаше 3 точни одговори на тестот. Епа, да. Тоа ви зборував и кога учевме, кога ви објаснував. Ако не ви е нагласено ништо, тогаш треба решението да биде до нескратлива дробка. Затоа ви се земени за грешни. Значи тоа е точно, но ако се бара да биде до нескратлива дробка и да не е напишано, секогаш барајте го решението да биде нескратлива дробка. Значи тоа е точно, да, например 18 стотинки или 18%. Исто и 18 врз 100, исто и 9 врз 50. Ама точно ќе биде 9 врз 50, а не 18 врз 100. Ама наставниче, мене ја заокружив и ко видов ми покажуваше последните 3 точни одговори, до него пишуваше точно, ми го зеде за грешно. За кој квиз и за кое прашање? За тестот. Ама за тестот? За кое прашање се сеќаваш? Не ми текнува. Ај размисли, побарај го додека сме на часот за да го видам и за кој грешно да го преправам. Добро. И пиши го слободно прашањето која е, ако ти текнува која бројка беше, па ќе го видиме. Сега можам да го отворам па да го видиме точно тестот, ама да не губиме часот или остани на крајот од часот, а ќе го разгледаме тогаш што. Може така? Може. Еве сега 42 минути, чекаме уште 3 минути, почнуваме. Дали имате нешто нејасно од минатиот пат? Дали успеавте да го гледате видеото на YouTube? Да. Значи тој што не можеше тука, може да го гледа и на YouTube видеото. Ало? Повелете? Значи, кога ќе го гледате видеото, за сите да му пообјаснам. Значи, од десната страна и направи сите во моментов како гости. Оние што се напишани, пишува гест, а за сите мои ученици се запишани со име и презиме, затоа што тие юзернейм и пасворд нив му е креиран од мојата страна за потребите на наставата. А сите останати, што се како гости со нивните мејлови, тие се за прикачени на состанокот со помош на поканата што ја добиваат. Ајде сега, еве почнуваме. Ако некој меѓувремено ви стави барање за да го приклучиме, нека се приклучи, нека каже, за да го додадеме. Почнуваме. Официјално добар ден на сите. Денес ќе работиме дел од село, втор дел. Значи ќе продолжиме да работиме од тоа што го правевме минатиот час, но сега ќе ви кажам една друга техника за тоа како можеме полесно да сработиме и нешто што покасно ќе го работиме кога ќе работиме дробки и тоа ќе ни ги олесни работите. Например, првата задача е 5 осмини од 36. Минатиот час правевме 36 го делевме со 8, па множевме со 5.
Значи целото беше 36, го делевме на 8 делчења, помножевме со 5. Сега, во математиката, секогаш бројот од, зборот од, ќе го замениме со множење, 36. Сега, оваа техника се вика техника на скратување или множење на дробка со број, а покасно ќе учиме и подетално. 36, кога учевме дробки, можевме да го запишеме како дробка со именител 1, и сега можеме да кратиме било кој број од оздола, значи во именител, со било кој од броителите. Ќе скратиме 8 и 36 со 2, добиеме 4 долу, а горе 18. Значи ќе добиеме 5 четвртини по 18. Или, ова можеме да го запишеме 5 по 18 врз 4. Сега повторно можеме да кратиме со 2. Четворката која ќе скратиме со 2 ќе дојде двојка, а 18 со 2 ќе биде 9-ка и ќе имаме 5 по 9 и потоа 9 по 5 е 45 врз 2. Или, ако сакаме да го претвориме во децимален број, ова ќе биде 22,5 или 22,5. Ако сакаме да го напишеме во децимален, го запиша во децимален број. Ако сакаме како дробка, ќе биде 22,1 половина. А сега одиме наредниот случај, наредниот пример, во кој што сега ќе имаме истата задача, ама ќе имате дадено мерна единица. Значи сега имаме 4 деветини од 180 грама. Зборот од го заменуваме со множење, имаме 4 деветини по 180. Мерната единица не ја пишувам, што ќе ја додадеме на крајот. Исто како преѓеска, 180 го правиме како дробка и скратуваме вкрстено, по смисла деветката и 180-ката може да се кратат со броеви што се заеднички, еве со 9 може директно, 180 со 9 е 20. И решението ќе биде 4 по 20 врз 1, или тоа нема потреба да го пишуваме, значи е 80. Сега можеме да го допишеме решението, но бидејќи овдека не пишавме мерка, нема да пишеме ни тука. И ќе запишеме дека 4 деветини од 180 грама е 80 грама. Во наредниот пример што ќе го решиме, сега имаме 6 килограми и во овој случај ќе треба да претвориме во помала мерна единица за да можеме да добиеме цел број, да не работиме со децимален број. Еве првин ќе работиме со килограм, без да претвориме. Значи имаме 3 петтини по 6 килограми. Сега, шестката ако ја направиме дробка, или секој број се прави дробка со запишување со именител единица, сега петката и шестката не можеме да ги скратиме. Ки решението ни е 18 петтини, 18-ката е 3 по 6. Сега, ако сакаме да го запишеме ова во децимален број, ќе прошириме со двојка, долу ќе добиеме 10, горе 36 и решението е 3,6. 3,6. Тоа можеме да го запишеме 3 петтини од 6 килограми е 3,6 килограми. Но, ако сакате, или ако во задачата ви се бара да определите колку е тоа во грамови, можете или решението да го претворите во грамови, или уште на почетокот, 3 петтини од 6 килограми ќе биде исто како 3 петтини од, сега 6 килограми е 6000 грамови. Сега на исти начин имаме 3 петтини од го заменуваме со множење и 6000 врз 1. А сега ако скратиме петката со 6000, 5 делено со 5 е 1, 6000 делено со 5, значи 60 со 5 е 12 и двете нули 1200, а 3 по 1200 е 3600 грама. Што во суштина можевме да го добиеме и од претходниот резултат. Дали ова јасно? Сега ќе решиме некоја задача. Ќе проверам дали ова што го напишавме е навистина јасно и колку е јасно. Сега ми треба
доброволец, да избери задача од овие што ни се дадените, од првиве 20, од секој ред, по една барем ќе решиме, дали има доброволец или јас да барам. Може јас? Ајде, нема проблем, бирај задача. Нека... Втора. Втора, ајде втора задача. Еве ја селектирам задачата и ја пишувам. Значи ти ми кажуваш, ја припишувам. Како да пишувам? 3 седмини Добро. од 27. Добро. Како ќе ја решиме задачата? Како би ја решила? Може и од првиот час како што рекав. Ајде, слободно кажувај, ти си бираш сега. Како ќе кажеш, така запишувам јас. Еднакво на 21 Добро. делено со 7, Добро. тоа е еднакво на 3. Добро, еднакво на 3. Потоа? Потоа 3 по 3, Дали да продолжам во истиот ред? не, Добро. 3 по 3. 3 по 3 е еднакво на 9. Добро. Сега, решението е 9, така? Да. Сега, се е во ред, но имам една мала забелешка овдека. Забелешката се однесува не во решението, туку во тоа начинот како го запиша. Внимавајте, вака се. Имам забелешка во тоа како го запишувате. Зошто? Затоа што делот е еднакво што е искористено овдека. Ако пишеме еднакво, тогаш треба тоа што е лево како на вага, значи еднаквото, ставиме тука, имаме лево таз и десно таз. Значи, она што ќе го правиме на левата страна мора да биде исто и на десната страна. Тоа значи, ова што е лево и ова што е десно не се исти. Значи, левата страна, ако остане како што беше дадена задачата, на десната страна требаше, освен делот почетниот, да допишете уште множење со 3. Значи, решението е повторно идентично. 21 делено со 7 е 3, по 3 ќе ви даде 9. Дали е јасно? Да. Во ред. Ајде сега нареден друга задача. Ајде, не, бирај слободно. Може Еден по еден, са не можеме сите наеднаш. Еден по еден. Ајде, нема проблем. Кажувај која задача само. Осмата? Ајде, осмата е... Читај. Огласно само. 7 осмини. Во ред. Како? Ајде, слободно кажувај, биди погласна и пишувам јас. Значи, дали да пишам еднакво првин тука или проложуваш настрана? Добро, ајде. Добро, после? Во ред. И тоа е колку? Дали продолжуваш во истиот ред или не? Добро, значи пишуваме еднакво. Колку е? Добро, првото е 5. Тоа е колку? Тоа е колку? Во ред, ти благодарам многу. Ајде сега, например, знаредниот доброволец ќе бира задача од 9 до 20. Ајде, тој што ќе се јави за... Може, значи рековме бираме задача од 9 до 20. не пишувајте, деца. Ајде. Која задача ја бираш? Која? 9. 9, еве 9. Добро. Ма не пишува на Facebook. Овде ми стасува на цел екран. Ало, дечки. Значи, имам опуштена нотификација. Значи се договоривме како треба да се однесувате. Значи, ако сакате да бидете тука, немојте, затоа часовите ни траат и еден куп време. Значи, се договоривме исто како да сте на училиште. Има опција
Овдека и да го исклучам на тој што прави проблем, па после значи еве да ги додадам останатите. Размислете деветата задача додека ги додадам сите. Значи се што треба да направите микрофонот да ви е исклучен. Тоа е барем толку многу и лесно и едноставно. А вие потоа правете си муабет колку сакате. Значи се што треба да направите е камерата да биде исклучена. И микрофонот исклучен. За да не ви се слуша, да не се слуша во позадина говорењето. Слободно можете. Еве сега сме 68 присутни. Ајде. Рековме деветата задача. Тој што реше? Да. Ајде. Пишувам. Како? Ало? Се откаже или? Ајде. Друг? Чуваш? Ајде, нема проблем. Деветата или друга задача? Деветата. Ајде, читай, јас пишувам. Значи, како што ќе ми речиш, така ќе напишам. Нов ред, еднакво, точка, запирка, заграда. Како ќе речиш, така пишувам. Во заграда? Добро. Ама прво да ја препишеме задачата. Може? Да. 3 петини од 100. Одиме како? Во заграда? Еднакво или во нов ред? Во напред. Добро, заграда. 100 делено на 5 Добро. по 3. Од 3 во заграда, надвор од заграда. Како? Вака? Надвор од заграда. Аха, добро. И сега еднакво колку е? 100 делено на 5, 20. Добро. По 3 во истиот ред. Е колку? Еднакво на 60. Одлично. Во ред. Ајде се уште една задача, ама сега последниот што ќе ја решава, ќе биде задачата од последниот ред. Или 17 или 18 или 19 или 20. Јас ќе помогнам ако треба. Може се разбира. Која задача ја бираш? 19-та. Ајде 19-та. Значи пишуваме 9 9 петини од 100. од 100. Во ред. Ајде сега да видим. Отвори заграда. Добро, отворам заграда во истиот ред. Не. Добро. 100 поделено на 15. Добро. Затвори заграда. По 9. По 9. Добро. И сега? Што правиме? 100 делено на 15 е 7. 100 со 15. А не би рекол дека е 100 со 15 7. Ако е 7, 7 по 5 е 35, 5, а 3, 7 по 1, 7 и 3 е 10. Значи заминавме 100. Значи не е 7. Значи овој ќе биде децимален број. Значи нема да биде 7 тука. Ќе биде 6. 6 по 15 е 90. Видете сега што е проблемот. 10, спуштаме 0, имаме 100. Значи 100 делено со 15 ќе биде тоа што го учевме минатиот час, 6,6 во периода. Затоа што, како ви реков, кога делите со број, 15-ката е 5 по 3. Кога делите со број, што ја содржи тројката во себе, како делител, секогаш ќе добивате бесконечен број. Затоа, некои задачи многу е полесно да се решат со скратување, како што ви објаснав, отколку на начинот на кој што работевме минатиот час. Затоа го избрав како посебен. Значи, во овој случај, решението ќе го продолжиме на тој начин што делењето ќе го запишам како дропка и ќе пишам по 9. Е сега, деветката ќе ја направам врз 1 и сега можеме да ги упростуваме. Можеме да скратуваме 15 со 9, можеме првин да го простиме 100 врз 15. Ај ќе упростам 100 врз 15. Со што можам да ги упростам допките? Со што можам да скратам? Со кој број? Со 5. Со 5. Ако делам и горе и долу со 5, ќе добијам колку? 100 со 5? 20. Тишина е 1 сега. На музичко на хор. 100 делено со 5 е 3.
Мислам 15 со 5 е 3. Ја препишуваме деветката. Сега кои броеви можам да ги скратам јас? Значи, спомнавме дека можеме да скратуваме дробки или Деветката и тројката. така. Со колку можам да ги кратам? 3. Со 3. 3 делено со 3 е 1. 9 делено со 3 е 3. Ќе добиеме решение 20 по 3 или тоа е колку? 60. Дали ви јасно? Само да видиме да не сгрешивме некаде. 100 делено со 15 по 9 во ред. Значи, идеалното решение би било 9 15 по 100. Видиме дали е истото, 9 15 по 100. Можеме да скратиме. Првин со 3 и 9 и 15. Кој ќе скратуваме со 3, горе ќе ни остане 3, долу 5. Па ќе имаме 3 петини по 100. Сега тројката не може со петката, ама петката може со стотката. Тоа е 1, 100 делено со 5 е 20. А 3 по 20 е 60. Дали е јасно? Значи, ако не може на едниот начин, може на другиот. Еве сега вака. Сега ќе се обидиме, можеш да го исклучиш микрофонот. Бараме нареден доброволец за некој од наредните задачи. Ајде, Јас. нема проблем. Бирај задача. Од прва до 20. Од прва до 20, ајде во првата половина. До 10 бира една задача. 70 од 6. Која? Втората. Втората, ајде. Значи 70 од Од 6 литри. 6 литри. Ајде, сега одека се сомерни единици. Задачите истите како преска, ама сомерна единица. Како правиме? Првиот 6 литри ќе го претвориме во милилитри. Колку е тоа? 6000. Добро. И? Потоа 6000 во заграда. Добро. 6000 делено на 10 Добро. по 7. 7 надвор од заградата или во заградата? Да. Добро. Надвор. Готови. Колку е сега ова? Тоа ќе биде 600 по 7. Добро, тоа е Тоа ќе биде 6 по 7. Чи 3200. Така? Со тоа и решиме задачата, ама сега... Мола? Нешто ми се заклучи, че не ви слушам. Нема проблем, добро. Сега ме слушаш? Чи се е во ред. Ајде. Ајде сега вака. Дали можеш да зборуваш да решим уште една задача? Само да запишеме дека 7 десетини од 6 литри е исто што и, значи, ајде вака, е еднакво со 7 десетини од 6000 милилитри, а тоа е 4200 милилитри. Наставниче, че може за 20-та задача? За 20-та? Ајде, одма почнуваме. Ајде. Значи, таа е 7 12 од 3 литри. Од 3 литри. Ајде. Прво 3 литри го претвараме во милилитри. Колку е тоа? 3000 милилитри. Добро. После па него во заграда пишуваме 3000 делено на 12. Добро. Затворена заграда. Добро. По 7. По 7. Добро е. И сега? Мислам, че само да пресметам ако може. Ајде, како пресмету? 250, еднакво на 250, точно да е? Значи, ова е поделеното сигурно 250. Да. После го помножуваме по 7. Добро. Уште да го решам.
1750. Добро, го запишав пред тебе. Сега, овдека не пишавме мерни единици. Значи сега во задачата треба да пишеш 7/12 од 3 литри е исто што и 7/12 од 3000 милилитри. Е, ова е сега 1750 милилитри. А колку ќе биде во литри, еве сега? И така сне тука. 750 литри. Или 1,75 литри. 75. Одлично, одлично. Е сега, јас овој дел, значи наместо да го делите на страна, значи секогаш, во секоја ситуација, велам да си го упростиме делењето. Ако ги скратам, делењето го запишем како дробка. Ќе добијам 1500 врз 6. Уште еднаш ќе си скратам. Ќе добијам 3, а 1500 наполу е 750. А 750 со 3 е 250 колку што доби ти. Значи, едноставно имате колку е можно, практикувајте поедноставни операции да правите за да го дојдете до решението. Во ред, завршивме со ова. Сега одиме на наредниот дел. Можеш да се исклучиш. Наредниот дел, што во наредните 20 на минути до крајот на часот ќе го решиме. Гледате насловот. Значи, сега ќе определуваме како се определува оригиналното количество. Еве ќе ви ја прочитам задачата и што тоа значи. До сега баравме пример, еве последната задача, 4/7 од 210. Значи, до сега вака решававме. Значи, Жежовска, имаш нешто да кажеш, дошо? Значи, ова ни представува делот, а ова ни е целото. И бараме дел од цело. Ама сега, во овие задачи што ќе ги решаваме до крајот, нема да ни биде дадено оригиналното количество или целото. Ќе ни биде само даден резултатот во случајот. Значи, ќе ни биде резултатот 210 со 7 е 30/120. Еве примерот што е горе. Ако 6 ученици носат наочари, значи 6 ученици носат очила. И тие представуваат 1/4 од целото поделение. Се бара колку ученици има во целото деление. Ова задача ќе ја напишеме како претходното на следниот начин. Сега имаме 1/4 од, сега не знаеме колку е целото деление, ама знаеме дека резултатот е 6. Сега, овие задачи, ќе ја подсетам на минатиот пат. Целово го делевме на 4 делчиња заради четвртината и знаеме дека делов што е 1/4 овдека ќе ни представува 6. Затоа што ова е 1/4 од целото. Ако сите делчиња се исти и се по 6, тогаш 6 по 4 е 24 и тоа ни го представува целото. Затоа што 1/4, значи едно делче е 6. Тогаш 4 делови по 6 ќе ни направат 24. Еве уште еден пример за да го дообјасниме, ова што го зборувавме сега. Значи примерот втори. Ако, ајде пишувам со црвено, 1/5 од одредено количество, значи не знаеме од колку, е 6. Треба да го најдеме вкупното количество. Значи знаеме од задачата дека количеството е делено на 5 делови. Значи еве 1, еве 2, еве 3, еве 4, еве 5. Ако ова ни представува целото, што е поделено на 5, ова делче што е овдека,
е 1/5 од целото. И знаеме дека 1/5 всушност е 6. Сега бидејќи сите делчиња мора да бидат исти, имаме 1, 2, 3, 4, 5, па имаме 6 по 5 е 30. Значи, 1/5 од 30 е 6. Овдека, значи, по задачата, целото деление, ја го напишав одговорот, целото оделение има 24 ученици. Сега, да видите како може и поинаку, со мерни единици. Значи сега имаме 1/3 од должината, значи го пишувам целиот текст, на едно јаже е 15 метри. Колку е целото јаже? Значи, должината на јажето ние не знаеме колку. Еве ќе го нацртам. Значи, 1/3 од целава должина треба да е 15. Значи, целава должина што е на јажето треба да ја поделиме на 3 еднакви делови. 1/3 е всушност овој дел тука, а тој дел ќе е 15. И ако во секој од деловите додадам по 15, оти мора деловите да бидат исти, имаме 3 по 15 или 45. Значи, одговор, јажето е долго 45 метри. Дали е јасно? Значи, еве сега ќе решиме неколку задачи. Овие задачи се сите текстуални. Значи, имаме доброволец, бира задача од првите, колку се вкупно? Вкупно се 18. Ние имаме уште 10 минути, значи ќе ги поделиме на групи од по 6, барем 3 да решиме, значи од прва до 6 бира една задача. Првиот доброволец. Ајде, од прва до 6, еден по еден, ајде, ако бидете побрзи, поќе ќе решиме. Од прва до 6 бирај задача. Ајде, побрзо. 6, одлично. Ако не ја гледаш, јас ќе ти ја прочитам сега, за да ја решиме заедно. Измината може 5-та? Може, нема проблем. Ајде, 5-та задача. Да го избришиме ова што е избраното. 5-та. Еве ќе ја прочитам за сите што не ја гледате или што сте на мобилен. И ќе го напишам текстот што треба вие препорачливо да го пишувате на истиот начин. Вика, 1/6 од вкупното количество. Значи од вкупното е 10. Колкаво е вкупното количество? Значи се бара колку е ова овдека. Како ќе решаваме? Тоа е еднакво Добро. на 10 по 6. 10 по 6. Или тоа е? Тоа е 6. 6. А зошто е така 10 по 6? Бидејќи 10 го делиме, бидејќи го множам 1/6 колку е, тоа е 10 по 6 бројката кој што е 1/6. Аха, добро. Јас тоа ви го објаснувам на следниот начин. Ако ова не е целото, што треба да го најдеш, што го најде ти дека е 6. Ова целото. Треба да делиме на 6 дела. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, еве 6, ова ќе го избришам овдека. Вишок не ни треба. Ова делчето е 1/6. И едно делче е 10. Така, значи едно делче е 10, ти имаш 6 делчиња, затоа множиш 10 по 6. Значи, за да направиме проверка, Добро. 1/6 од 60 Така. Како мина? еднакво На? 60 еднакво на
60 делено на 6. Добро. И Тоа тоа е е еднакво 10. Одлично, одлично. Браво. Значи, внимавајте, за да го најдете вкупното количество. За проблем ќе стане кога овдека нема да биде единична дробка, ама за тоа ќе зборувам нешто покасно. Значи, едното делче е 10. Едното делче. А имате вкупно 6 делови. Затоа е 10 по 6. Ајде сега, од наредните 6 доброволец задача. Ајде, која задача? Јас. Еден по еден. Има место за сите, ајде, побрзи сте. Која? Не слушнав, која? 7, одлично. Погласно биди и пишуваме. Јас ќе ја прочитам задачата за тие што не ја слушаат. Задачата 7 гласи: кога некој број се подели со 12. Значи, некој број се подели со 12. Се подели со 12. Одговорот е 3. Ова е многу лесно. Нема потреба да користиме ни делови, ни ништо. Колку е? Значи, бројот што ни треба е 12 по 3. Или тоа е колку? Наставнички, Повели? ништо на Добро, и јас едва ја слушам, ама затоа пишувам за вас. Значи, некој број поделен со 12 е еднаков на 3. Тој број е 12 по 3. Како би било со претходното објаснување? Значи сега, ако е овој бројот и овој број го делиме на 12 еднакви делови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Значи, ако ова делче е 3, тогаш имаме 12 делчиња по 3, сушност, и тоа е решението што го кажа ученикот. Или 36. Ајде наредно. Од 9 на, значи тие се исти. Ајде, од овие задачи сега се потешки, малку ќе одиме од 12 до 15 некоја. Наредниот доброволец. Ајде, кој ќе биде? Од 12 до 15. Наставниче, Мо- може јас? Ајде, која задача? 14. 14. Добро. Вака, сега ќе ја селектирам од ја направив поголема. Да ја однесам најдолу, за да можеме на рај да ја решиме. Вака. Сега текстот на задачата е следен. Може да го читаш, ама ќе го прочитам за сите што не го гледаат. Ако 1/5 од должината на едно дрво е 40 см, колку е долго целото парче дрво? Значи, ајде, ти кажуваш, јас пишувам. Сега, бидејќи 1/5 е од целата, од вкупната должина е 40, треба 5 да го помножиме по 40. Значи, За, овој затоа дел, што добро, еден дел е всушност 1/5. така, значи А тоа е цело, 40. така, ова е 200. Така, значи, тоа што го правевме, целото, значи целото дрво Целото дрво го делиме е на 5 делови, дела 2, 3, и еден дел е 40 сантиметри. така, ево дека да го нацртам Сите како што. делови бидејќи се исти, сите по 40, значи Така. 5 по 40. Така, значи ова делче овдека е 40 и тоа е 1/5 и сите делови по 40 прават вкупно 200. Добро. Ама што 200? Имаме мерки овдека. 200 сантиметри, Добро. Колку е во метри тоа? 2 метри. Добро, значи или решението ќе биде. Внимавајте сега. Тоа е најчеста грешка кај вас. Колку е долго парчето дрво? Значи не пишува која мерна единица треба да искористите ве во решението. Значи може да имате дадено решение и 200 см, тоа зборувам за на квиз, ама и 2 метри. Внимавајте кој ќе го решите,
проверете во сите мерни единици да видите да не го има во друга мерна единица. Ајде се годиме од 15 до 18 задача. Наставниче, Повели? Стефан Дојчиновски не може да зборува. А, па добро, не мора да зборува, може да слуша само. Кој може да зборува да решиме? Ајде, која е задача? Јас. Ајде, 17. 17-та задача. Еве да ја копирам само задачата, за да можеме да решаваме на рајот. И ќе ви ја прочитам задачата. Не денес, утре ви ветив дека ќе има. Значи, ева. Ако една чаша собира 1/8 од цело пакување сок. Значи ќе пишувам. Чаша собира 1/8 од цело пакување сок. Ако количеството во чашата, значи ова е 200 милилитри. Колку литри има во целото пакување? Ова е целото пакување. Треба 200 по 8. 200 милилитри по 8. Добро, не пишувам мерна единица на крајот. Колку е тоа? Добро. Тоа е казано на 1600 Добро, ама што? милилитри. Добро, значи решението е 1600 милилитри. Ама ни се бараше нас во што? Колку е во литри тоа? 1,6. Одлично, 1,6 литри. Браво. Сега, ако ова беше лесно, дај да видиме. Не беше планирано, ама ајде во овие наредните 5 минути ќе го решиме следниот пример. Ева, не мора тоа да се гледа. Ќе решиме следната задача. Кои се нешто потешки, а се исти како претходните. Претходните беа сите со единични дробки, сега нешто поинакви дробки. Сега имаме 2/5 од некој број, че не знаеме, е 8. Кој е овој број што треба да го најдеме? Сега, задачата е иста како претходно, само што сега го користите истото размислување. Бројот не го знаеме, ама знаеме дека треба да го поделиме на петтини, значи на 3 дела. Сега, знаеме дека 2/5, значи овие 2 дела, прават 8 заедно. А бидејќи делчињата се исти, секој дел мора да е по 4. Значи колку е првобитниот број? 1, 2, 3, 4, 5, 5 по 4 или 20. Тоа би било исто како претходното, да ве подсетам. Претходното што правевме? 5 го множевте со 8, да видите колку е, и потоа целото го делите со 2. И тоа е истото. Но можете секогаш да го нацртате, затоа што ова вториот дел ми е многу шаблонски напишан, ама ако успеете да го нацртате, никогаш нема да имате проблем со било која бројка, било која мерка. Ајде сега да видиме. Еве вака. Ова е задача. Сега имаме 3/8 од едно пакување шеќер, значи имаме 3/8 од едно пакување шеќер, што не знаеме колку е, знаеме дека е 450 грама. Значи знаеме дека ова пакување во шеќер, сега ќе го зголемам. Треба да го делам на 8 делови. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Исто така знаеме дека трите делови, значи трите дела, не можам да го изберам, ајде не би.
овие 3 делови кои представуваат 3 осмини и сите заедно се 450. Значи 450, ако го поделам на 3, ќе добијам во секое делче дека има по 150. Значи, ако продолжам во сите делови по 150, имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Па 8 по 150 грама биде колку? 8 по 5, 40, 0, 4, 1200 грама. 3 осмини од 1200 грама или од 1,2 килограми е 450 грама. Дали ви јасно? Или има потреба да објасним уште еднаш? Јасно. Ајде, сега да видим уште една задача. Гледам времето е 45. Отпределиме уште една од задачите. Еве се текстуални, колку се на број. 18 исто како предходно. Еве ќе почнеме од најтешките. Ќе обично секојаш се долу, ќе ги копирам последните две. Обично се тие најтешките. Уште тие две ги решаваме денес. Едната јас, едната доброволец. Јас ќе решам последната. Значи, почнуваме вака. 3 осмини. Значи, внимавајте, задачата вика 3 осмини од едно оделение се отсутни денес. А бројот на присутни ученици е 15. Значи, 3 осмини од едно оделение. Не знаеме какаво е. Значи, 3 осмини од едно оделение се отсутни. И сега, присутни се 15. Сега внимавајте што ќе правиме тука. Ако на овој начин го представам целото оделение. Бидејќи имам овдека 3 осмини. Значи, најавено ми е дека целово треба да го делам на осминки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега внимавајте, овие делови треба да бидат исти. Ама, за да објасниме, не мора да бидат толку. Сега, знаеме дека 3 осмини, значи овој дел овдека, 3 осмини. Овие 3 осмини се отсутни. Значи, остатокот се присутни. Колкав дел е присутните ученици? Значи, ова е целото осмина. Значи, осмина, уште една осмина, трета осмина, четврта осмина, 5 осмини. Овие 5 делови се 15. Значи, овие сите ќе прават 15. Тогаш, бидејќи се 5 делови, колку ќе биде секој дел? 15 делено со 5 е 3. Тоа значи дека присутни се 5 по 3, 15, отсутни се 3 по 3, 9, 9 ученици, а вкупно оделението има присутни плюс отсутни или 8 делови по 3, 24, 9 плюс 15, 24. 9 се отсутни, 15 се присутни. Дали беше јасно тука? Исто така, за подобро да го работите. Ако, ќе запишам сега, ако 3 осмини се отсутни, знаеме дека отсутните плюс присутните го дават целото оделение. Па значи, ако 3 осмини се отсутни, за да го најдеме бројот на присутните што го даваат целото оделение, проверуваме уште колку осмини ми требаат до 8, затоа што целото оделение е 8 осмини, че ни требаат 5. И сега знаевме, можеше задачата и без да ја цртаме, значи 5 осмини од целото оделение ќе беше
15 беше во задачата. Да, 15. И сега како правевме? 15 го множевте со 8, па го делевте со 5. Тоа е 24. Или пак, како што ви објаснувам со цртежот, целото го делите на 8 делови, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Петте од сите овие делови, 2, тоа се 1, 2, 3, 4, 5, до овдека се сите 5. Овие 5 делови ни правеа вкупно 15, значи секој дел е по триоти мора да бидат исти деловите. Значи, овдека ќе беа 9 или вкупно 24 ученици. Дали ви јасно? Наредниот час, толку за денес. Наредниот час, еве да ви најавам уште денес. Сега имаме уште да повториме од ова и имаме еден предлог тест за вас. Видиме колку задачи има. Тоа има 9 задачи и ќе го решиме комплетно овој наредниот час. И сите задачи што ќе не бидат останати, ќе бидат направени во квиз, кој што ќе го решавате. И уште да ви споделам што не очекува понатаму. После завршувањето на овој дел, почнуваме со проценти. Значи, ова што го зборувавме, ќе зборуваме за проценти и тоа ќе биде по што ќе завршиме, па потоа ќе се договориме што ќе правиме, како понатаму. Значи ви благодарам за вниманието. Пред крајот на часот, ако има некој да праша нешто, еве да искористиме 2 минути, нека праша слободно. Наставниче, да. Повели? Да, кој јас да прати во телемијата, новите си телемијата. Тој квизот што го направи ти? Да, јас го пратив. Да, знам, го видов, само требаше да го досредам за да можам да го пратам. Сега после часов да го објавам првин комплетната снимка, па после ќе биде достапен на сите. Ќе има линк во наредната покана, ќе биде линкот и до презентацијата што ја направи. Прекрасна беше, неко морам да те пофалам. Наставниче, Повели? Наставниче, Хајде еден по еден. да, Слушам. може да се дискутуваме бидејќи имам друго. Да, затоа кажав. Значи, ако имате да прашате, слободно прашајте, кој што не може слободно да се одјави. Часот заврши денес. Се слушаме утре. До гледање наставниче. До гледање. наставниче, Молам, повели? гледање задачата, кај мене не може да се види, само вие треба да ја проверите. Па да, на еден од квизовите е така. На еден од квизовите е Не така. можам да видам ја. Не можеш да видиш, така е направено, ама повторувам на еден од квизовите, не на сите. Кој ќе ги проверам јас ќе ти го вратам, па тоа ќе видиш ти. Друг некој? Ако нема, довидување, се гледаме и слушаме утре. До гледање. До гледање. До гледање.